od moj jagol. Mislim, znači postojam. Никој не може да ве натера да се чувствувате виновни без ваша согласност. Следејќи ја сопствената судбина, ја храните својата душа. Почитувањето и самопочитувањето значи пред се да се чувствува способен достојно да се пресретнува животниот предизвик што доаѓа постојано во недоглед. Тоа произлегува од најдлабоката суштина и се одразува на сите дејствија почнувајќи од најситните па до најсериозните. Тоа е критериум за нашето значење и воедно за најважниот конструктивен елемент во психата. Почитувај се себе си, а потоа другите. Не е важно тоа што се случува, важно е тоа што подоцна се прави. Секојдневни се предизвиците на животот кои заслужуваат свое внимание. Тука на виделина излегува дека процесот на самопочитување има 3 фази. Прво, треба да се знае што стои на патот. Откако ќе се осознае колку ограничува недостатокот на верата во себе, може да се оди понатаму. Втор чекор на самопочитување е да се побара длабоко внатрешно поврзување со вистинското јас. А веќе третиот чекор е сосема да ја остварите промената во задолжителната насока. Надворешните облици се менуваат и избледуваат, и тие представуваат само уште еден безнадежен извор на самопочитување и почитување на своето на и туѓото. Се верува дека самопочитувањето е пресудно за секого. Тоа се поседува, се губи, се култивира, се одгледува и постојано во животот си има потреба да се воспоставува повторно и повторно. Не е нешто што се присвојува и погребува. Станува збор за процес на барање и култивирање, процес што се развива и расте низ целиот човечки живот, кој наидува на препреки, на менување и постојано сублимирање на случувањето и на тоа што допрва доаѓа. Менувајќи се со времето, се поставува прашањето каде е изворот на чувството за собствена вредност, а и вредноста на другите. Јасно е дека тоа постои, но треба прво да се открие патеката кон овој извор, од кој многукратно се има потреба да се пие, но и да се вади вода. Кога ќе се дојде во состојба лесно да се наоѓа патот кон срцевината на внатрешното јас, тогаш и самопочитувањето ќе ги има своето вистинско значење. Тогаш ќе може да се почувствува способноста, подготвено и достојно да се оди во нови предизвици и во пресрет на животните определби. Телото е превозно средство во животот. Додека сте тука, живејте во него. Сакајте го, почитувајте го, чувствувајте го и ценете го. Однесувајте се добро со него и тоа ќе ве служи правилно. Да се почитува значи да се цени и чува пред се. Почитувањето е вредно и незаменливо и од животна важност. Ако се почитува, може да користи се што се нуди со сета енергија на поседување. Обратниот процес на почитување е самоуништување. На тоа сме постојани сведоци, особено во последно време, кога пред очи се случуваат и превратуваат невидени нешта во кои тешко може да се поверува, а сепак се дел од нашето секојдневие. Фарсата си останува фарса. Односот кон себе и почит кон тие наоколу е мощна важна категорија, која треба да се применува постојано под веќе познатото животно мото што гласи: да се почитуваш и радуваш во животот не е грев, тоа е најголемата предност. Ако се има почит за себе, ќе се има и за другите. Своето е свое, но затоа вербата во мудроста е да се прави тоа што треба во дадениот миг, да се слушне внатрешното јас на време и воедно да се преживее со време. Најголемата слабост е секако предавањето. Најбезбедниот начин пак да се почитува и да се успее во животот е повторениот обид да се почне од почеток, колку тој почеток да е болен и тежок.
Неприсиленоста е една од оние неуловливи категории кои тешко се опишуваат, а истовремено се лесно препознатливи. Тие што поседуваат неприсиленост обично се слизнуваат без протиставување во длабочината на даденото. Се создава чувството на огреаност од внатрешната светлина, видливо Божем за сите. Неприсилено значи целосна хармонија со духовната суштина и повисоката сила што упатува. Таа доаѓа во состојба на искачување од пониското јас, каде што егото ја определува верата и насоката до повисокото јас. Таму може да се надмине егото и да се слее со повисокото духовно богатство. Обично доаѓа по разбирањето и прифаќањето на вистината, дека Вселената секогаш го покажува вистинскиот пат, а сите доживувања тие се само елементи на планот што се испишува. Се изгледа остварливо, достижно и прекрасно. Но како се постигнува е втората скала и потешкото прашање што бара реално решение. Секојдневно се повторуваат животните лекции на разни патишта и планови. Кога се живее неприсилено, реално гледано на своите мани и доблести, со почит кон себе и своите, се верува во себе, но и во Вселената. Во такви услови на живеачка постои радување на подароците со јасно сознание за кого се тие наменети. Вештачење нема, а глумата е добредојдена зависно од човекот и од ситуацијата. Актер и актерство, студент и студирање цел живот. Треба почит за себе, за да и другите почитуваат, а тоа како да бега од животната сцена. Животот е процес исполнет со експерименти, проби и грешки. Се тоа води до мудроста. Не се знае однапред какви последици ќе има. Понекогаш е тоа победа, триумф, а понекогаш просто доживеано разочарување. Сепак, неуспешните обиди не се помалку вредни од успешните, туку напротив, неуспехот крие повеќе мудрост. Тешко се преживува неуспехот на проекти во кои се вложени многу енергија, време, пари, но што е тука е? На крајот, што, освен гневот и разочарувањето да се прифатат како лична загуба, иако можеби тоа не е ваша грешка, но животот е непредвидлив. Тука доаѓа и депресијата како нешто мачно и недефинирано докрај, го надминува образовниот процес и уривачки се одразува на развојот. Повторно актерство. Наместо да се прифаќаат сопствените грешки како катастрофа и грешките на другите како обиди, подобро е да се искористи можноста да се научи нешто од нив. Секоја несреќа е всушност криен потик и вредна алузија. Секогаш кога се чувствува оштетено со друг човек, треба нешто да се научи за сопствената реакција. Грешката направена без почит, само почит, ваша или туѓа, представува катализатор на духовната еволуција. Треба да се прифаќаат предизвиците што животот ги наметнува, да се исправа пред нив, наместо да се остава се на времето и стихијата и да се чека со скрстени раце со стојбата на победа или победник. Како и да се земе, откаде и да се погледне, храбрите знаат дека избор имало и постојано ќе го има. За другите не се говори. Молчеле, молчат и веројатно ќе молчат. Нема сомневање дека тоа што не се сака, без друго ќе се случи, зашто за тоа се создава една жива слика во подсвеста што подоцна се материализира. Единствен начин да се избришат овие слики е спротиставувањето. Затоа постои почитувањето на своето, но и на туѓото. Без тоа се станува немирно и нескротливо. Ако се нема почит, се нема и посебна цел. Не постои некоја ветена земја кон која се стремиме. Неоткриената страна е во секого. Потребен е вистинскиот избор во точното време. Велат, цело е кога има се, а се е добро кога добро и ќе заврши.